Затоа кај Малик ибн Динар, еден од големите алими, дошол да краде внатре. Малик ибн Динар, значи бил на неговата постела и седе. Прави зикр. Сега овој што доаѓа да краде, овој мисли дека спие и да бегува да краде внатре. Станал Малик ибн Динар, сега он почнал да пребара низ куќето. Како крадец, да пребара низ куќата, и нема ништо. И Малик ибн Динар му рекол, нема ништо. Ти била алиме, брате. Тие не биле за овој дуња. Значи, нема ништо, му рекол на тој крадецот. И после тој сака да му рекол, чекај нас. И почнува да му збори за динот на Аллах. Вака рекол Аллах, вака рекол Пегамбер саллаллаху алейхи ва салем, вака е динот на Аллах, треба да се клања, треба да се бега од тоа. Од крадењето нема ништо. Од това нема ништо. Аллах е тој што дава ризик. Аллах е тој. Значи, почна да му и овој полека му се, значи срцето му се смена и полека. И викнат саба намаз. Го земал Малик ибн Динар, рахметуллахи алейхи, го земал овој крадецот во џамија. А во џамија имало џемат. И сите џематиите во џамија го знаеле крадецот дека овој краде во куќи. И го прашувале Малик ибн Динар, му рекле: зошто овој? Значи, што бара овој овде? Овој проблем е и кај нас, обраќај. Што бара овој овде? Ова е куќа на Аллах, ова не е ни моја куќа, ни твоја куќа. Ова е куќа на Аллах, ова е Бейтуллах. Ова е Бейтуллах. Овде не смее на никога да му рече што, доаѓа, си клања, си иде. И готово. Прави истигфар кај Аллах тебарека ва таала, прави тева кај Аллах. Му рекле џематиите на Малик ибн Динар, што бара овој овде? Му рекол, ја е паметниот човек го зборува. Му рекол, дојде да краде, го крадевме ние. Он дојде да краде, но го крадевме ние со табе. И ние треба да ги крадеме овие луѓе. Кради ги луѓето, чим се на лош пат, стај ги на правиот пат. Упати ги со твоето зборување, пошто Аллах е тој што упатува. Но биди себе за опасното на луѓето, ќе видиш хајр и во дуњавот и во ахирет. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب